Редовен термин за или против 18:10. Добре дојдовте, ви благодарам на вниманието и на довербата пред и се. Слабостите во истрагата и нелогичностите изнесени на единствената пресконференција која имавме во врска со двете убиства на малата Вања Ѓорчевска и на велешанецот Жежовски, би рекла основано ја доведоа јавноста до стотици прашања и потреба за одговори и до сериозни теории на заговори, секако основано, нека биде ова мој личен впечаток, заради, како што реков, нелогичностите кои ги слушнавме, но и низа слабости кои беа детектирани и додека траеше пресконференцијата и која легна, народски речено, неколку часа и ден-два потоа. Последните информации во врска со случајот веќе ги слушнавте во информативното издание. За оние кои сега се вклучуваат, само накусо дека се очекува кривичната пријава до обвинителство од страна на МВР, со што и би стартувала официјалната истрага, бидејќи сето на досега изнесено беше во форма на предистрага, иако звучеше како комплетно расветлување на случајот, затоа и велам некои нелогичности, барем според кривичното право, за кое што или според кое што вечерва ќе дискутираме со експертот за кривична постапка, кривично право, меѓународна кривична постапка и човекови права, универзитетскиот професор Гордан Калеџиев. Ви благодарам што дојдовте во За или против, професоре. Јас сум против. Добре, и јас да бидам за. Како и да е, да, имаме интересна провокација со насловот, иако често пат имаме само интервјуа 1 на 1, но тоа не значи дека се помалку интересни или непривлечни за гледање како сакате. Пред да го почнеме разговорот, само должам сочувство би сакала да изразам на семејството на Вања Ѓорчевска и на семејството на Панче Жежовски. Голема болка и тага за сите нас, а особено за членовите на семејствата, и нема опис едноставно за тоа ништо поминуваат сега и допрва. Професоре, ајде на самиот старт. Од единствената пресконференција на министерот Оливер Спасовски и обвинителот Гаврил Бубевски, во неколку точки може да издвоите кои се слабостите и нелогичностите? Морам да признам дека генерално кога го договоравме разговорот, оваа тема беше сосема на друго ниво. И уште надеж имаше дека нема вака да не очекував дека ќе разговараме генерално, морам да признам. Тогаш завчера кога договаравме, денеска ми беше јасно дека нема да може да се избегне со оглед на актуелноста, меѓутоа искрено да ви кажам, гледајќи ги разни експерти што се појавува на телевизија со низа шпекулации со оглед на тоа што имаме доста оскудни информации, а доста проблематични точки кои што веќе во јавноста беа изнесени околу истрагата и приказната која што е пласирана од државните органи. Голем број на луѓе и експерти и обични видоа дека има доста нелогичности. Јас сега дури не би ни направил обид, а ми е тоа, да речам, на некој начин под нивото да шпекулирам генерално во оваа ситуација. Затоа реков пресконференцијата. Сето нешто беше изнесено. Пресконференцијата, морам да признам дека не ми се допадна, и тоа дури го коментирав со Facebook статус утрово. Знаете зашто имам впечаток дека се затвори, како да се затвори случајот, како да се расветли, се прогласија убици, не е дека бранам некого или нешто, туку само се обидувам да, бидејќи се подготвував на темава и во врска со случајот, да бидам коректна и според правото попрецизна колку што можам. Знам дека вие ќе бидете попрецизен 100 пати. Се затвори случајот во предистрага, се уште беше и е, до овој момент се уште е. Така како што го презентираа министерот Спасовски и јавниот обвинител на Скопје, го прикажаа кога дека се поклопиле приказните, фактите, а сите знаеме дека многу од информациите не се логични. Не знам, почнувајќи од првото убиство на оној Велес, например, мене сега, ако кој би спекулирале, мене ми личи дека тој повеќе бил дел од групата што се откажал
и требале може да користат неговото возило, отколку дека сега тие почнаа да се лукративни за 500 евра долг, губиле човекот, му земале колата, продолжиле со неговото возило да го прават второто убиство. Да, баш вака звучеше целта за убиството на Панче Жижовски, според пресконференцијата, била колата, а мотивот долг од 500 евра. Да, значи тоа целата таа конструкција, не велам дека не е точна сосема, меѓутоа има многу нелогичности и ја не би брзал. И од тука главната работа што не ми се допадна, не беше само дека приказната не е затворена, туку тоа генерално тврдење дека веќе се знае што се случило, а уште го немаат, значи изјавите наводно од соизвршителите, на кои што им не е дадена улога не на соизвршител, на некој начин на помагач, уште не ги двојат во значењето, што значи дека можеби за да дојдат до некакви нивни признања или искази, им е ветено некој поблак кривично правен статус, бидејќи ако ти учествувале во заговор, независно кој со цел која била јасна, тогаш сите би одговарале за убиство. Значи, сакате да кажете дека не се исклучува можноста и да биле принудени да признаат известно дело? Во таа смисла ви беше одговор? Него да им било понудено, ако признаат, да добијат статус полесен, значи некој вид соработници на правда, со кој што би добиле полесна кривично правна, да речам, позиција во смисла на одговорност, а да се сведочат против, да речам, организаторот или што е. Ако е така како што кажуваат. Сега, главниот го нема и ние се знаеме, така што тука самиот тој факт е веќе чуден. Јас се надам дека он е жив и дека ќе не би се чудел толку, има перверзни делови во приказкава, што генерално не верувам и не би се чудел и да се затвори така мистично. Така што не сакам да преюдицирам ништо, меѓутоа она што сакам да го нагласам е дека независно од тоа колку јавноста ја понесува огорченост, без, тоа е за јавноста, за обичниот човек се разбира шок и нормални човечки реакции на луѓе што се гледачи, значи обични луѓе, и не ги понесуваат чувствата. Меѓутоа, државните органи, обвинител, министр за внатрешни работи, мора многу да внимаваат на речникот. Значи, тоа се луѓе што допрва ќе бидат низ простапка. А мора да се почитува презумпција на невиност, колку и ние да сме сигурни, од и луѓето се викат, сега вие со презумпција на невиност, колку да сме ние сигурни во тоа дека некој као наводен сторител, мора тоа да се потврди на судска постапка, што е уставно начело загарантирано со меѓународни договори, така што правото на фер судење не само што може да биде нарушено заради презумпцијата на невиност, во случај кога државен орган пред судење дава израчна квалификација, тие се сторителите, вака го извршило делото и крај. Значи, они имаат обврска, секој што да го кажуваат условно. Според информациите од досега утврденото произлегува или според обвинението, или се проверува, се води истрага, мора да се нагласи на тоа, дека е уште под истрага, дека ќе следи судење и така натака, значи мора да се остави простор да се утврди низ судска постапка, судските постапки го легитимираат исходот. Тие луѓе да ги чуеме, нивните на судка имаат адвокати, ќе се бранат, може имаат други теории, така што тука дури и атмосферата, има дури пресуди на Европскиот суд, па и на Американскиот врховен суд, во случаи каде што во општеството се прави голема хајка во смисла на преголема возбуда. И јавна осуда, можеби? И јавна осуда. Присуда. Медиумите тоа го поддржуваат, органите го поддржуваат. Тоа е огромен притисок врз судот. Се смета дека во такви услови нема услови за судење. Значи, ние сега, јас тоа го истакнам на Facebook, дека им даваме аргументи утре во постапката да тврдат
задутре пред Европски суд за човекови права да тврдат дека не добиле фер судење бидејќи имало огромна медиска кампања која што направила притисок врз судот. И тоа не е прв пат, ние Да, тоа... сме го гледале ова сценарij многу пати до сега. Па, морам да признам, јас повеќе пати сум критикувал во политички експонирани процеси, практично монтирани некои од нив. Дури во ситуации, сме имале ситуации каде што државните органи веруваат дека имало криминал. Примери 27 април. Постапките на Саша Мијалков, 27 и слично. Меѓутоа, едно е да верувате и да го докажете тоа, они мора да го докажат, а никој не е лесна ни судска постапка со докази да се докаже, што викаме ние со степен, голем степен на докажаност, надвор од разумно сомневање. Тоа значи теоретски е можен друг исход, на крај на некој ќе треба да го пратиме во затвор, но генерално немаме сериозни можни други варијанти. Тие се исклучени. Значи, убедени сме дека ова е најверојатно со голем степен на доверба заради доказите што се изведени дека така и така се случило. А во оваа рана фаза, без да го слушнеме главниот осомничен, па ни овие другите, мислам дека се тоа малци избрзани реакции. Тука, ја не знам дали нивото на професионалност им паѓа како човечки битија, значи тие не се доволно професионални, па се палат како обичните луѓе, или би било полошо кога тоа би било дел во јавноста да се свртува вниманието на вакви случаи, а да проаѓаат други работи по-незабележително, бидејќи... Што е прилично болно, како сценарио, но не е невозможно. Власта е да речеме под голем притисок за разни коруптивни сделки. Сега нив ова им доаѓа супер. Апсолутен дефокус, за жал. Да. Не сакам да кажам сега дека... Јас го констатирам новинарски и понародски за да можеме да го спакуваме, но де факто сите овие слабости за кои зборуваме создадоа одредена хистерија во јавноста, страв, гнев, разбирливо апсолутно како што и се согласивме, а за тоа можеби нешто трето да се случува. Додека имаме притисок во смисла на се уште борба за живот на заложник, жртва и слично. Овдека ви е типична ситуација да од филмот Дърти Хари, уште пред Дърти Хари е американски филм со Клинт Исвуд, каде што имате слична ситуација, лошиот има заложник, полицијата во тие ситуации под двоен притисок, не само што собира докази, него има задача прво да спаси живот. Додека има задача да спаси живот на заложник, уште разбираме брзање, можеби некој тактизирање и слично. Кога сега тие работи легна, нема веќе потреба од брзање, нема потреба од дигање на да речам на возбуди во јавноста. Сега работите можат многу помирно да ги видиме обдукциите, да видиме луѓето ќе добијат и адвокати. Да, има иницијатива, никој да не ги брани, но добро, има и други иницијативи во јавноста за кои ќе зборуваме. Го спомнавте оној мистичен крај, велите нема да ме изненади ако има и чудесен мистичен крај, целава ова неверојатна свирепа, приказна или како и да ја речам случка, без разлика, страшна во секој случај. Извори на Алфа во истрагата тврдат дека патот донекаде и соопштен беше на самата пресконференција дека е Скопје-Белград, а потоа дека е Турција, за да Алфа дознае дека практично во Турција се стационира за да лета до Минск, Белорусија, и дека е тоа за сега моменталната дестинација на првоосомничениот Љупчо Палевски. Ова отвора многу дилеми. Зошто? Затоа што прво се чекаше целани дел од убиството, за да се распише по него меѓународна потерница и така натаму. 3 дена од првите приведувања, значи оставање на простор да може да исциркулира според собствената намера. Дали поврзаноста на Палчо со тајните служби му купила можеби време и безбеден излез од Македонија? Како ви изгледа? Тука сте со право, изгледа многу пологично да од моментот кога е дознаено дека која би била групата и се откриени другите, дека веднаш требало за него да има потрага и потерница. И ја мислам дека нивните информации биле многу порано. Зошто чекале, не знам. До таму да се оди, да му се дало простор да избега,
Се е можно, па ние го пуштивме Груевски да избега, тоа е веќе општо познато, така што... Можно е, професоре, вака човечки, ве прашувам сега, бидејќи, нели, да не навлегуваме, но еве си дискутираме, да заврши како, еве, политички прогонец, случај таму, азил или како и да е, па никогаш да не го видиме назад во Македонија? Пример. Хипотетички. Во тоа има логика со оглед на тоа кој е личноста. Значи, знаеме дека се работи за човек кој што знае многу работи, располага со многу снимки за многу луѓе и мислам дека на многумина не е одговарало воопшто он да биде фатен и суден со оглед на тоа како би можел он да враќа назад. Не е обичен човек во таа смисла. Се шпекулираше дека мене дури еднаш пред неколку години ми најавија и ќе ти пуштат некои твои снимки со професор Камовски, не знам зашто. Викам, Бев ти предупреден? Мене ми беше, јас не сметам себе си за некаков таков некој фактор. Тоа мене дури ми даде на значај, се не знам како ни да го примам. А за истиот човек се работеше. Не знам кога беше тоа, пред 2-3 години, на лето кога почна он да пушта снимки други. Тоа не беше... Да се појавува на YouTube пред 2-3 години, чудни... летно време знам дека беше. псевдоними. И тоа значи дека можно е да му е оставено простор да избега, не би се чудел и да има и друг крај. Нема да ве прашувам за другиот крај, бидејќи знам дека не сакате да шпекулираме и да предвидуваме. Особено не вие, бидејќи сепак се држите до универзитетскиот имидж како професор и така натаму. И сега да се вратиме, нема да го затвориме случајот Палчо, ама да се вратиме на она што е најсвирепото и најгрозоморното, а кое што тука беше опишано како кривично дело користољубие убиството на Вања Ѓурчевска. За многумина, па и ваши колеги, апсолутен апсурд еве да речам, бидејќи препознаваат екзекуција, препознаваат свирепост, но не препознаваат користољубие, бидејќи изнуда на пари никогаш не се случило. Зошто ваква форма? Зошто истрчување со ваква форма само на база на одредени изјави? Па дури и да се изјавите, зошто ваква форма на квалификација на дело или? Па тоа е, значи, затворање на таа приказка таква каква што е, како што ни е пласирана од теза од државните органи. Дали таа е логична, не е многу логична. Ја дури дознав од приватни извори случајно, дека тој станот што зборува дека мајката го продала, дека е продадена пред 4-5 години. Не се тоа некои свежи пари, дека повеќето тие и потрошило реновирање и слично. Не е тоа нешто што сега ни го дознае дека она сега добила, не знам, со стано наследство, па сега баш не се. Не знам, искрено да ви кажам... Дури да е така, пари не и биле барани, а детето веќе било убиено. Па добро, не, приказка да беше сакали да идбаа пари, ама ги фатило паника, а немаше простор кога они да дознаат дека ќе има таква... Верувате, од првиот момент на луѓето им беше чудно зошто полицијата веднаш ја бараше како исчезната. Тоа е малку невообичаено. Сме имали други случаи, сум имал ја и фамилија. Никогаш не се случило за некој што го нема еден саат да се покрене механизмот вака. Така што може би они од почеток имале некои од овие знание кои што сега ги откриваат, може би не биле комплетирани. Меѓутоа, се на се, прилично чудна приказка и не вреди да се влегува да се барат контрадикторности, затоа што е очигледно... И мисля дека тука и државните органи требаше да се заштитат себе, да ја кажат како можна теза и дека сето тоа ќе се испита, а вака треба да искочат будали ако тоа не се потврди. Тоа значи дека не може да се промени квалификацијата во свирепост, во екзекуција чиста, останува користољубие, сакате да кажете? Да, и во квалификацијата може да се менува се до подигање на обвиненија. Значи сега не се влезли ни дури ни во истрага. Ја не знам за Палчо ако отвориле истрага, они се сега практично во најрана фаза на некоја предистрага. Додека не се проверат сите тези, да се соберат сите докази, нема да се затвори ни правната квалификација. Ќе зависи од мотивите и од целата приказна. Ова е, да речем, таква, согласно на таа почетна теза на факти, е дадена и почетна правна квалификација,
као луѓето ги интересираше базично која е сега причината, пошто нели има и други мотиви, лоши односи меѓусоседски, вакви, онакви, чести меѓу луѓето кои што се дел од нормалната ситуација кај што луѓето имале, да речам, меѓу себе конфликти. Ова искача малку невообичаена приказна и затоа би рекол дека дотолку повеќе треба да бидеме, да почекаме. Проверувам постојано, да не случајно веќе се случило да се достави кривичната пријава па и да се отвори истрагата, се уште нема ништо, колешката е пред обвинителство, чека да се случи чинот, така беше најавено дека ќе биде денес, но како и да е, она што е интересно, професори, за кое сакам да ве прашам што практично значи, е вториот распит попладнево на таткото на Вања Ѓурчевска, откако беше на распит, му беше одредена мерка 48 часа притвор. И сега повторно попладнето, што би можело да биде мотивот за дополнителен распит? Дали е тоа редовен дел од постапкава во предистрага или се појавуваат нови информации па заради тоа е пак на распит или како? Или пак тоа е необходно за да се продолжи притворот? Ме изненади малку информација дека попладневот бил повторно на распит, заради тоа ве прашувам. Па тоа значи дека не е затворена приказната. Тој повторно негирал било каква луѓе што ги знаат приватно, кажуваат дека Вања конкретно имала многу добри односи со таткото и дури повеќе била поврзана со него отколку со мајката. Независно што биле разведени, они имале и доста нормален живот, скоро како да живееле и заедно. Целата таа приказка и информации што доаѓаат од луѓе што ги познавале, фрлат големи сомненија на оваа приказка за таткото монструм, во која што е и тешко да се поверува, така што ја би почекали со тоа. Значи сега би реков, многу е важно, ја не знам, нема потреба вие да гледате сега секои 15 минути што ќе објави МВР. Мислам дека тој дел на итноста во смисла да дали е жива борбата за тоа е затворена. Веќе не е прашање на минути, мислам дека ќе си покаже. Денес има и модерни средства за докажување на... Имено баш заради тие модерни средства е нелогично зошто не се следеше се од старт и зошто, например, еве ако е Палчо прогласен за извршител веќе однапред, зошто нормално циркулирал деновите пред тоа и деновите по 27 ноември во смисла на објавување статуси, така натаму, да не зборуваме за дело дека си исчезнал државава најкомотно. Кој што калкулирал, тоа исто прашање. А имаме средства најмодерни, од Safe City до други инструменти со кои располагаат. Дури не можеме ние да ги префрламе дури на полицијата додека не се подрашчистат работите. Дури тие да не откривале, ако знаеле, дури што од самиот почеток, така од мајката дошло други информација, не она првична што не ја пласира. Ако имало сомнение за грабнување од конкретна група, со цел за да се фати групата, логично е дека полицијата тие информации нема веднаш да ги даде и они да се дадат у бегство. Разбирате, тоа од тој аспект Ема еве и кога не ги даде се случи. Треба да бидеме свесни дека на некој начин и органите на прогон имаат мотив и логика да калкулираат со информациите во корист на истрагата, што би било bona fide. Ако манипулираат за други работи и да зацкријат некого, тоа би било многу пострашно. Меѓутоа, во овој момент тоа си наши шпекулации, пошто не би бил среќен на шпекулации да дотураме шпекулации. Мислам дека тука треба во тој дел да почекаме. Делумно од вашите одговори можам да заклучам дека не верувате баш на комплетната истрага, начинот на кој што таа се води, целата конструкција досегашна, а во друг дел од одговорот велите дека треба да се сепак да им се остави простор да дозавршат работата и дека ги разбирате одредени нивни начини на излегување со информации, начини на однесување, ајде нека биде јавно, во однос на постапкава цела. Повеќе од половина јавност би рекла, барем она која следам колку што можам на социјалните мрежи, бара оставка од министерот Оливер Спасовски. Мислите дека после вакво еден ваков свиреп настан, грозоморен чин, кој го проследија информации до сегашни официјални вакви какви што се, не е доволна причина за апсолутна недоверба кон конкретно Министерството за внатрешни работи, па и барање за оставка? Мислам дека и за тоа е
избрзано, да треба да почекаме да се подзатвори приказката и кога ќе имаме повеќе информации, тогаш ќе може да процениме зошто и од кои причини МВР ги давало овие или они информации во дадени моменти. Се доцнеше секако со информирањето на јавноста, се излезе со образложение. Од една страна мора да се каже дека сепак добро, случајот не е решен во смисла не е срекно решен, меѓутоа факт дека ако е откриена групата таа, како што се тврди, ако се поклопати доказите материјално, тогаш тоа се де факто брзи резултати. Сега, видете, да ви кажем искрено, ако полицијата немала можности, ако навистина девојчето е ликвидирано многу рано, тоа е тоа, не можела полицијата да направи чуда. Повеќе би рекол дека во тој дел на критичко преиспитување би се спорни моментите од првото убиство, односно исчезнување и времето што поминало. Знаете, се што искача дека полицијата ќе постапи можеби поитно само во случај што ќе интересира јавноста. И сега дека девојчето е убаво, симпатично, сите го жалат нормално, можеби толку жалење нема за првата жртва и никој не се потресол за него, возрастен човек, бла-бла, и никому ништо, ни јавноста се потресе, ниту се преспитува сега тој дел околу зошто е тој ликвидиран. Да, се држи тука вниманието само околу. Така што Па имено на пресконференцијата образложението беше дека сакале да ги смират страстите заради тоа што почнале да излегуваат информации дека се вмешани луѓе извршители од друга етничка заедница, односно со друга етничка припадност, па они побрзаа да излезат и да кажат дека сите се од македонци, практично македонска етничка припадност. Тоа се наши болки и слабости од претходни случаи и сега знаете како но не може да биде тоа оправдување за да излезат на јогурта кога ќе имате проблеми од минатото кој што да ви кажам глупо е да речам среќа али пак подобро искочи вака отколку замислите ако беа сторителите од друга етничка припадност. Тоа исто така ќе беше веројатно некаков базичен криминал гаден, ќе му се дадеше значење на тероризам, меѓучовечки односи вакви онакви. Да, ние имаме политичари кои мотивираат етничко незадоволство и нетрпение меѓуетничко, а да не зборуваме за ваквите ситуации што би предизвикале. Професоре, многу се крена, би рекла, па така жестоко се крена иницијативата, дури има и петиција за враќање на смртните казни за ваков тип на убиства. Враќање на смртна, односно за воведување, извинете, на смртна казна. Морам да признам, са бајле ме разбуди една новинарка со ова прашање. И ме насмеа. Денот ми беше тежок секако, од други приватни причини, но на ова прашање малку ме насмеа и си реков, што луѓе се бе овие македонци бе? Стварно ми е малку ми прави незгодно да се чувствувам кога гледам колку лесно луѓето се палат нешто се случи, одма сакаат смртна казна, тешки казни. Прво не сваќа дека не се решава се со казни, а најмалку па со смртна казна. Второ, смртна казна е решено прашање пред многу години. Значи во Европа нема смртна казна, ние сме подпишале меѓународни документи, го имаме во уставот и што е најсмешно, дури јавноста еве да се сложи. Сакаме сите овој случај, заради овој случај толку сме несрекни и огорчени што еве ќе се сложиме да се воведе смртна казна. Овие сторители не може да добијат смртна казна затоа што имаат така наречена забрана на ретроактивно важење во кривичното право. Вие не може да добиете построга казна за дело кога сте го сториле, не постоела таква казна или било казниво, не знам, со до 5 години затвор. Не можете после тоа да го подигнете. Еве ние бевме несрекни, свативме накнадно дека немаме уствари казна за масовно прислушкување.
нашата казна за прислушкување е како за поединечни случаи. И казна максимално до 3 години. Значи едноставно е испуштено како можност, како опција, масовно прислушкување како масовна повреда за човекови права, која што има последици не само по приватни, економски, политички, дипломатски, може да биде страшно, кој што ние го искусивме во 2-3 наврати со тие афери со прислушкување. Тоа имаме блага казна за тоа дело, но не можеме ние накнадно да речеме сега нема да биде до 3 години, овие ќе ги казниме што прислушкувале 10 години. Значи не може ниту да го поострите делото, ниту казната, ниту да введете казна после извршување на делото, што не важала кога делото е сторено. И тоа е старо начало на меѓународното право. Да, така е, но јас себе да речеме ја разбирам реакцијата на јавноста заради тоа што луѓето премногу се изнагледавме неказнивост, професоре. Неказнивоста кај нас е секојдневие, додека санкционирањето реално стана мислена именка, ми се чини. Па ја не знам од каде го влечете тоа, дека кај нас има неказнивост. Ако гледате Па прилично лесно проаѓаат одредени по статистики ликови. Особено важни политички фигури. Па да ви кажам, ние имаме проблем што проблемите во општеството, а особено во сферата на судството, корупција и криминал, ги мериме во тие високо профилирани случаи. Тие имаат политичка позадина, таму влијанието врз судиите и обвинителите е нормално големо, завршуваат такви кои што завршуваат, исто така се по природа на нештата комплицирани, луѓето што сакате да ги осудите се мокни, знаат многу, имаат многу пари и тоа е нормално дека имате релативно слаб успех, послаб успех во тие предмети. Но тоа не значи дека по овие, да речеме 5-10 случаи годишно, ќе ги мерите 3000 или 7000 колку има пред судовите. Значи ние имаме годишно 30.000 кривични дела од прилика. Од тие никој не се замара, зошто за пола уопште не е поведена постапка. И тој дел, веројатно со врски или било што уште во полиција, јавноста не го гледа и не е интересира. Овие што се профилирани, што ги дојат на судење, ако што уствари по некоја перверзија, најголем дел завршуваат со осуди. Бидејќи кај нас по статистики, тие што ги дојдат на судење, судењето многу не им помага, ние адвокатите не им помагаат, во 90% и повеќе остануваат осудени, иако обвинителството нема доволно докази многу често. Лесно поминува контрола на обвинение, лесно доаѓа до осуда. И сега од сите тие проблеми, јавноста добива впечаток погрешен само со овие случаи каде што не знам, се излекол овој оној некои личности кои што јавноста не ги сака. За некои е дури и чудно колку јавноста има лошо мислење, им се сити и би сакала да ги види за дрешетки. Земете го Камчев, например. Камчев не е некој криминалец. Зошто му се ситат, од каде ова сега со црни листи и слично, ја тврдам дека легло на корупција не може да биде приватен бизнис, приватна болница. Тоа е будалаштина. Не ми е многу јасно, ниту поривите на јавноста. Имам уште едно име на црната листа денеска. Ја да искажам, мислам, тоа со црните листи ми е малку смешно. И гледам и нашите органи. Денеска за кој имаме? За Кочан Ѓушев. За Ѓушев, тоа е официјално нешто? Јас колку што видов би морала да проверам и уште еднаш, тука се извинувам, се концентрира во подготовката на... Ајде сега кажете ми, какви криминалци имаме ние во ова поднебие, кои сите ги знаат, кои што бават со дроги, со трговија со луѓе, каде што летаат глави, имаме пресметки меѓу криминални групи. Сега, Коќан Ѓушев може би не е ангел, иако ја морам да признавам дека сум слушал за него само најдобро од луѓе што го знаат. Прво, колку бил паметен и способен. Второ, колку бил коректен со луѓе што го знаат. Секој политичар, искрено да ви кажам, не го следам доволно за да можам да кажам вака или онака. Меѓутоа, извинете што ве прекинувам, на Кочан Ѓушев и на неговото семејство им се забранува влез во САД поради негова вмешаност во корупција.
Агелер вели сад ќе продолжат да ги санкционираат корумпираните актери. Ајде сега да ви кажете вие. Ја, искрено да ви кажам, во мојата кариера, мојата визија за владење на право и за правишна постапка, за фер судење, мојот докторат беше за фер судење и цел живот се бавам со правата на луѓето, полиција, судство и слично. И професионално, и приватно, и како активист со години по невладини организации. И мојот систем на вредности сум го градал, како и многу други, узорот во цел свет било она што во Америка се нарекува due process револуција. Due process он го викаат да ствари фер судење или човекови права, револуција, нивото на стандарди што ги изгледи Врховниот суд на Соединетите Американски држави во 70-те години главно, беа модел за цел свет. И модерниот концепт за човекови права и за фер судење е базиран на овој концепт. А тој концепт бара процес на правда, односно легитимирање низ постапка. Нешто што уште Луман, германец, социолог и психолог, го тврдал, познато дело има легитимацион дурферфарен, дека низ постапка ние може да легитимираме што се случило, откако луѓето ќе можат да ги изнесат своите аргументи, а американските теории на тоа додаваат дека и постапката мора не било каква, туку постапка која е фер. Тоа го вика американскиот дел, a day in a court, да можете да ги изнесете своите докази, да ги тестирате сведоците и другите против вас, да имате адвокат, a day in a court. И сега тоа значи дека на суд, и они од due process го влечат уште од Магна Карта, дека вашите човекови права може да ги некој да ви ги скрати, а имотот, слободата, само во постапка пред суд. Одлична, ева би рекла, голицкање за следната тема. Имено. А како па нашиве? Ги Не знаете како, ева, на пример, телевизија? паралела за случајот кога сме кај медиумските пресуди, да речеме, или јавните пресуди, од јавност осудите, како сакате, за онкологија не мрднува, на пример, си приказнава, останува се уште во предистрага, иако медиумите се гласни и прилично гласни и јасни, додека, на пример, Ангјушев, понатаму Жан Митрев, тоа се постапки кои почна на база на медиумски приказни изнесени. Да речеме, и како за одредени работи притисокот од јавноста функционира некако, како што сме навикнати да гледаме, за одредени работи не. Еве, случајот онкологија е од многу поголем јавен интерес отколку случајот со Жан Митрев, со Кочо Ангјушев. И за онкологија имам замерки. Онкологија си дозволи да имаме во собрание судење пред судење. Тоа е многу проблематично. Ама па ги немаше надлежните институции никако да мрднат чекор напред. Луѓето што обвинети за такви тешки дела имаат право на молчење. А овие беа дојдени како службени лица на некој начин одговорни со обврска да сведочат во собрание. Тоа е спротивно на презумпција на невиност. Утре исто некој Ама во нормална држава, професор. може да се повика во Страсбур дека тие изјави што ги дал таму, а подоцна може би се користеле директно или индиректно, се дадени без гаранции, без поуки и слично. Ова што кажувате со, ја не знам сега која е приказната, што знаат американци, што ние не знаеме, па дај нека ни дадат бар информации. Ако е тоа пријателска држава, нека им сервира информации на нашето обвинителство, нека го гонат Ангјушев, зашто треба да го гонат. Ставање на црна листа без постапка за мене е неприфатливо. Па овие наши уште се ливаат, сега врз база на американска црна листа, кај што они без процедура, од некои нивни причини, податоци разузнавачки вакви онакви, кои што немаат никаква влијание пред судот, било кој податок што не е тестиран во контрадиктовна постапка, не може да ве лиши од право и обврски. Како ние држава со наш устав, со наши гаранции, ќе донесеме закон, кој што викаат, со кој што ќе ги санкционираме тие што се наставени по не знам кој критериум на американската црна листа, пошто мене барем не ми се јасни критериумите. Второ, тие критериуми сигурно нема се совпаднат со овие што ги спомнав, што ги градал Врховниот суд на Соединетите Американски држави. Случајот Жан Митрев? Со Жан Митрев поради што ми е многу чудно. Видете сега овој Ангјушев ги поврзува ИРЛ двете.
Кој е критериумот? Сашка е критериум да ве стават на црна листа. Како они уопште добија една скапа емисија, точно, влијаеше врз јавното мислење. Наводите од таа емисија не се потврди во обвинителството, па и пред органите, бидејќи беа обвинети за, не знам, за експерименти, незаконски и за бактерии. И едното и другото не помина, сега Жан Митрев обвинет како на пазар да ги излажал. Иако ја тврдам дека тоа е невозможно, он немал контакти со тие луѓе, неговите мислења давани во рамки на дебатата за корона, кога се водеше војната со короната, мора да се гледаат како на општествено корисни во тоа време кога ние плачевме за леки, за методи да се одесни короната. Општествено одговорно е, ја кога што доаѓам сега за без пари овде да дадам мислење, како правник да пробам да објаснам некои работи за јавноста да добие поквалитетни, да речем, информации за пристап кон општествените проблеми. Така и он имал обврска и како доктор да во таа борба со короната да проба и да, ако е убеден, и он тие резултати ги објавил, не и криел, не го правил тоа само за пари, он јавно објавувал. Така што целата таа приказна не опоменува дека ова со медиумите треба да биде многу внимателно, особено поради тоа што понекогаш може да доаѓа, кога доаѓа од медиумите и е спонтано, тогаш државните органи само треба да пробаат од аспект на ова што треба да обезбедат фер судење, презумпција на невиност, да постават некои огради, граници меѓу тие балансни интереси. Ама пак е речам во нормална и правна држава, дека нас тоа не функционира така. Многу се внимава да се балансира меѓу правото на информацијата, правото јавноста да знае и правото лицето што се обвинува за нешто утре да добие фер судење и да му се почитува додека не е осуден да се линчува. Сосема друго би било оно што јас го видов во некои случаи, каде што однапред обвинителството има слаби докази и самото пумпа медиумска кампања со пресови, каде што на јавности се пласираат тие идеи. Јавноста мораме да одиме на пауза за реклами, ама знае елементите што треба да се докаже се за кривишно дело. Ги поедноставува работите, сака да гледа црно-бело, добар, лош, крив, некрив, некои луѓе ги мрази само зашто се богати. И го користи тоа да поминат недоволно докази во постапка и никому ништо. Значи, ние немаме денеска, дури овие невладни организации како Коалиција за фер судење, ја пробав да ги убедам дека они во своите мониторинг извештаи е добро на крај да дадат и своје мислење дали во тој случај од изведените докази на кои што тие присуствувале, пошто тоа е многу важно. Оние, за тоа на судот му се дава таква голема моќ. И затоа Страсбург неќе од после да се меша во мериторноста на одлуките, само цени процесната недостатоци. Затоа што е многу важно да ги видите во живо сведочењата, доказите, во јавно и контрадикторно судење, каде што се оспоруваат луѓе што можеби лажат, им се поставуваат комплицирани прашања. И тука се гледа како се гледа начинот на кој што одговараат, дали се сигурни во тоа. И само тие што биле на судење имаат вистинска и помалку или повеќе целосна слика, печатокот од тоа колку доказите се убедливи. Да, во некои случаи кога што немате многу докази, тоа уопште не е едноставно. Јас го прашувам, имавме еден дечко само кој што сега кусот и мораме да одиме на пауза за реклами или пак може да се ја задржите мислата па да се вратиме и да завршиме. Можеме ја да задржам мислата, тоа ми е работа. Бидете тогаш така, се надевам почитувани дека сте на фреквенцијава и тука ќе останете и наредните минути по кусата пауза за реклами.
Добре, дојдовте назад. За жал, имаме уште само 5 минути до крајот на емисијата. Вечерва разговарам со универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Успеавме, се надавам, да сумираме одредени проблематички точки, се разбира со влез за грозоморните две убиства на Вања Ѓорчевска и на велешанецот Панче Жизовски. Професоре, живееме во ситуација која што наку со една реченица би се опишала збогум на борбата со корупција да живее неказнивоста. Како да излеземе од ова? Знам дека е прашање широко, меѓутоа како безнадежно звучи, како да веќе е прогласена состојба на крах, на тотален крах на системот. Има излез и како? Имаме само 4,5 минути. Па не знам, ја реков дека се преценува прво системот или можда ефикасноста на казнувањето. Со борба за корупција мислам дека треба да се почне многу системот на вредности треба да се менува во општеството. И претпоставувам дека времето ќе донесе зрење на нашето општество. Можеби ние малку очекуваме премногу за општество кое што е сепак младо од аспект на владење на право, да имаме, не знам, да прифатиме софистицирани стандарди за корупција и слично во едно сиромашно општество, а без да имаме степен на одговорност. Ние таков степен на одговорност немаме уште од млади, од училишна возраст, од предучилишна возраст. Професионалноста претпоставувам дека е едно од главните проблеми. И тука имаме од повеќе причини погрешен фокус. Например, судството е далеку помал проблем, ниту е причина. Од судството можеби премногу се очекува тоа со казни да ги реши проблемите што произлегуваат или се од други работи, како и со корупцијата. Внатре во судството исто рековме преска дека перцепциите се погрешни, кој што е погрешно исто перцепцијата за значењето што им се дава, например, на овие советиве. Па некој судскиот и обвинителскиот, па тоа се вика највисоки органи судски, нема веза, тие се бават само со избор и разрешување на судии, па дури ни со изборот не се бават, затоа што ние го сведовме изборот на судии преку академија. А таму исто имаме практично оставено доста простор за корупција. Така што тоа дел доаѓа од нашиот, можеби, менталитет, но тој нивото на правна и политичка култура се, би рекол, база за дел од проблемите што ги имаме и што не може да се решат преку ноќ. Сега некој работи... Колку време ни треба? Може математички вака да се зборува и воопшто да се постави прашање? Колку време ни треба да станеме салам правна држава? Луѓето ги поставуваат погрешно со барајки реформи и така не ги поставуваат и странциве. Не знам, ги слушам последното интервју на холандскиот амбасадор, на други. Да, него го искоментиравме. Ја не знам како они ги сваќаат реформи, ама ние ги сваќаме како правна рамка, реформи на правна рамка. Видовме ние со правната рамка далеко стигнавме. Во смисла дека правната рамка не е помалку или повеќе добра, ќе ја тестираме дополнително секако низ процесот на приближување до ЕУ. Меѓутоа правната рамка не кажува какви се луѓето, колку работат, а ние не работиме прво, другаче сме организирани. Јас бев во Италија со двајца обвинители и таму еден обвинител годишно, не знам, решава 1000 случаи, наши 100. Ама он има тројца полицајци со него. Наши имаат тројца еден соработник. Значи тука организацијски некои работи што се логични дека тие да добијат малку поголема поддршка, да добијат истражни центри и слично што го заговаравме со новиот закон за да може товарот што им ги додесе новиот модел на постапка да го изнесат, едноставно не им се даваат. И сега ние се упорно збориме од една страна вака така. Од друга страна сме со право огорчени за зошто од една страна притискаат политичариве со нивните интереси, надвор од риторика да не веруваат у суштина во правна држава и сакаат да го искористат апаратот во своји цели за да се заштитат, да крадат и така дале. Нормално е нив, кај политичките партии, нормално дека они кои ќе добијат власт, ќе добијат позиции слично коруптивни работи, од работни места до позиции. Зошто да добиваат позиции?
Дел од проблемите што ги имаме во затворите, например, се токму тоа што доваѓаат политички луѓе во затворите. Тоа е сериозна работа, затоа да водите затвор треба да имате многу познавање, многу работи и да имате искуство претходно. Не може така да пикате што сме ние партизани, ќе дојдат со пиштолот, знаете како го правеле партизаните? Ки изваде пиштол на маси, кој не имал пиштол не може да биде директор. Па не сме 950 година. Кој не е победил на избори не може да биде директор. Тоа се едни примитивни работи што може се лесно да се решат. Организацијата може да се подобри исто така лесно. Тренингот и слично. Меѓутоа, еве ќе ви кажам напротив за судовите толку критика има фокусирана. Само многу кусо со два збора професионално они се многу добри. У суштина. Зошто имаат лоши резултати? Има икс причини од лоша. Ја исто да речеме едно од првите чекари што би ги презал, оние што немаат успех, ја не знам зошто не ги санкционира судскиот совет. Во застој со предмети председател, а председател 5 години е ненист. Ние значи критики имаме за кривичниот суд во Скопје. Несомнено е дека ова заслужува цела емисија. Председателот на судот е еден ист, ја вика од кога знам за себе. Или се исто става нели чудни ликови за председатели на повисоките судови. Да не правам муабет за тоа како тука има поделеност политичка, кој суд да дојде македонец, кои места да бидат за албанци. Па така ако правиме ние, што е тоа? Нивне, мислам, на политичките партии, тоа не е било кој албанец. Тоа е албанец од ДУИ, албанец од овде, македонец од ВМРО, ме разберете? Што се политичките партии? Оние имаат заробено државата. Значи, најголем дел од вината е директно во политичарите. Меѓутоа, тоа не ги амнестира и овие од страна на суди, обвинители и другите професионалци. Мораме да завршуваме, професоре. Најголемото разочарување го доживеав со изборот на Ислам Абази? Ја не за него, пошто него не знам. Начинот на кој што се призна и се согледа дека тоа е нарачано е поразителен. И повторно ќе речам да служува цела емисија. Универзитетскиот професор Гордан Калајџиев, ви благодарам што бевте вечерава за или против. Благодарам. Почитувани, само кусо за крај, имаме нова информација, тоа е дека ОЈО до Основниот кривичен суд поднеса предлог за определување мерка краткотраен 48 часовен притвор против 46 годишен скопјанец по сомнение дека извршил помагање на сторител на извршено кривично дело во врска со случајот најактуелен во моментот. Деталите ги гледате во информативните изданија на Алфа. Останете тука.